Од полицијата ја криеле реалната брзина на автобусот, а пред еден месец загинаа 15 патници. Во автобусот на Durmoturs било инсталирано апарат кој ја прикривал брзината на возењето, па наместо прописно 80, шоферот возел со брзина од 99 км на час. Токму поради прекумерната брзина, возачот ја изгубил контролата врз автобусот. Ние, знаете, го испитавме возачот, но тогаш немаше својство на осомничен, него граѓанин за собирање на потребни известувања согласно ЗКП. Возачот не се произнесе на овие околности, значи не даде никакви податоци. Сега веќе добива својство на осомничен и ќе биде прашан за сите релевантни околности за самата сообраќајна несгода. Скопското обвинителство осомничи 6 мина за тешки кривични дела по безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Покрај возачот осомничен и сопственикот на Durmoturs, како и на гостиварскиот технички преглед Durmus Beluli. Од негојот раководител во туристичката агенција според обвинителството дошло до инсталација за апаратот кој не ја покажува реалната брзина. Ја овозможил раководител во Durmoturs. Непосредно пред трагичната несреќа возачот почнал да кочи, но откако удрил во првата заштитна ограда, а поради нецелосна исправност на сопирачките и брзината, автобусот ја пробил и втората заштитна ограда и паднал во провалијата. Во истрагата на ОЈО Скопје се осомничени и тројца вработени во гостиварскиот технички центар, кои биле одговорни за прегледот на автобусот. Лани биле направени 2 технички прегледи на автобусот, во јули и во декември, кога покажале дека сопирачките не се исправни, но автобусот секојдневно сообраќал на автопатот Скопје-Тетово и назад. Осомничен е и уште еден, но за него се побарани само мерки за предпазливост. Досега обвинителството за несреќата се слушало 47 луѓе. Трагедијата на автопатот Скопје-Тетово ја потресе нацијата, особено семејствата на патниците, како и локалното население од Ласкарци. Јас му дадов првата помош на возачот, дојде до свестување и го покачив во моето возило. Со моето возило и уште 6 души сум ги превезел до војна болница, беа живи, многу беа измачени. Таква слика не сум видел. Да видиш луѓе што живи и не може да ги извлечеме од автобусот, тоа најлоша слика. Го видов возачот беше стегнат по воланот, се потрудив да скокам кај возачот да му помогнам да го држи правецот, но на тој момент тој го губи правецот и помина на другата лента на правецот Тетово-Скопје. Во стротната несреќа загинаа 15 луѓе кои биле редовни патници на Durmoturs. По трагедијата се отвора прашањето дали туристичката компанија и други автобуски превозници ја манипулираат полицијата со прикривање на реалната брзина на движењето на возилата, а во овој случај тоа заврши трагично.